Сега е време да внесеме еден убав новогодишен дух во вашите домови. Ние секогаш се воодушевуваме и восхитуваме на оние жени кои што се толку способни и кои што знаат со своите раце да направат нешто преубаво за да ние го имаме и во нашите домови рачни изработки. Новогодишен базар на креативни рачни изработки. Нашата колешка ова утро, Ивана Карсевска-Јаневска, еве ја вклучуваме во програма во живо и токму тоа ќе ни биде и темата. Ивана, добро утро за тебе и добро утро за нашата гостинка. Добро утро, Слободанка, до тебе и до сите наши гледачи. Инаку не само дека жените нели прават рачни изработки, имаме и мажи кои што се нели се извинувам што ги заборавив. Така што и на базарот. Така. На базарот ќе имате можност нели да најдете и мажи кои што се уметници нели и ракотворци. Ве поздравуваме од трговскиот центар Скопје Сити Мол, каде што веќе трети ден се одржува новогодишниот базар, но од втората група и ќе трае се до на 31 декември, 3 дена не делат само до почетокот на новата година. Секако тука се и божикните празници, кога сакаме сите ние нели да подариме нешто на нашите најблиски, на нашите сакани, па ќе ве поканиме еве ова утро да го посетите новогодишниот базар во трговскиот центар Скопје Сити Мол, за да си го одберете квалитетниот и соодветниот подарок за вашите сакани, за вашите блиски, за вашите колеги, за вашите роднини и пријатели. Ова утро ќе разговараме со Блашка Миева, уметник и ракотворец кој што е учесник нели и е дел од базарот. Блашка, ќе ти посакам добро и убаво утро. Добро утро, Ивана. Трети ден е веќе од втората група нели на ракотворци кои што се дел од овој новогодишен базар. Што се еве може да се најде, што се може да се види се до 31 декември, односно што какви се изложувачи и ракотворци имаме овде. Како и првата група, како што споменавте, како и првата група имаше многу разновидни производи и креативни производи и рачни изработки и дизајни. Исто така и втората група се застапени многу креативни подароци што не можете да ги најдете на друго место во продавниците и во другите брендови, бидејќи сите се рачна изработка, уникатни дизајни секако. Па можам да кажам дека има од сакси, рачно насликани сакси, рачно сликани марами, шоли, керамички, потоа креативни тефтери, нотеси за предстојната 2024, многу уникатни накети, уникатни торби, производи од кожа и кожна галантерија, разни креативни новогодишни сапуни, исто така тоа е доста актуелно. Многу декоративни производи од типот на декорации за маса, дрвни, цветни и така натаму. Многу разновидни, така да би ги поканила лично да се уверат во креативноста на производите. Да, токму овде на првиот кат во трговскиот центар Скопје Сити Мол, каде што се наоѓаме ние и тука се поставени нели и штандовите. Ќе споменеме дека од 10 часот нели отворот како што отвора нели трговскиот центар, па се до 22 часот ќе имаат можност да ги посетат сите оние кои што сакаат да си купат нешто за подарок или пак лично за себе за во новата година. Блашка, од какво значење себе како за вас како ракотворец овие базари? Можам да кажам дека е од исклучително важно значење за нас дизајнерите и ракотворците и за најчиите предци, бидејќи Скопје Сити Мол веќе неколку пати поред и во годината, меѓутоа и некако ануално направи новогодишни 8-мартовски традиционални базари. Интересот е огромен и кај нас како автори, меѓутоа и кај публиката. Така што навистина ни даваат една уникатна шанса да ги презентираме нашите производи и мислам дека сите, од име на сите ќе кажам дека сме многу задоволни и благодарни пред се. Така да, како што кажав, е навистина голема шанса, бидејќи можеме во голем простор да ги презентираме нашите производи. Односно, кога имаме голема палета на производи, тоа треба да биде презентирано на публиката. И публиката можеме да ја видиме како реагира на производите
да го почувствуваме нивниот фидбек и така натаму, и мислам дека на сите ни дава дополнителна поддршка и дополнителен елан за работата која работиме, бидејќи ова е сепак специфична работа, врзана со инспирација, со мотивација и така натаму, и други фактори секако, а еден од факторите е секако просторот каде што би изложувале. Така што, да, е многу значајна оваа можност што ни ја дава Скопје Сити Мол на овие базари, и можам да кажам дека атмосферата е прекрасна. Така да ние сме задоволни. Да, новогодишната магија и еуфорија веќе пристигна, нели? Но што ја најмногу сакаат да подаруваат луѓето кои што го посетуваат базарот? Што најмногу одбираат да биде за подарок? Се. Има навистина голема палета на производи, како што споменав, и навистина луѓето сакаат да купат креативни производи, сакаат да купат уникатни производи. Купуваат се, од новогодишни честитки кои се задолжителни, па се до креативните чаши, нотеси, си прават собствени пакетчиња, купуваат од повеќе дизајнери, па си прават некое мини пакетче, арт пакетче, си купуваат се. Навистина сме изненадени сите дека луѓето сакаат да купат креативни подароци, и тоа е убаво. Сега, кои со тоа ви даваат на вам голема поддршка како ракотворци, како луѓе кои што се уметници, рачно изработуваат. Блашка, ти благодарам за одвоеното време. Ви посакувам успешен ден и среќна нова година и новогодишни празници. Ви благодарам и вам за поддршката, секогаш ја имате во голема мера за авторите, и сакам да им посакам и на гледачите и на вашата телевизија среќни празници. Така, Слободанка, ќе ве поздравиме од тука за некои 38 минути од сега. Ќе можете да го посетите трговскиот центар Скопје Сити Мол се до 22 часот вечерва, но и до 31 декември, нели, ќе биде отворен новогодишниот базар во трговскиот центар. Благодарам за разговорот, убава порака, среќни празници од нас.